Епизода 78 на Некджен подкаст. Моето име е Георги Докузов. Денес имам интересна тема заедно со мојот гостин Теодор Тодоровски. Јас веќе на Тео преминав, веќе втор пат седиме. Да. Тео, здраво, како си? Искрено да ти кажам, одлично, и баш ми е драго што се запознавме и што имам прилика да учествувам на твојот подкаст. Добив добри препораки, ми е кеф што ќе разговараме денеска за некои теми околу мене и мојот животен пат. Не спои Огнен, да го поздравам сакам. Огнен, и многу често ми помага за гости и за луѓе некои што смета дека тука треба да се најдат да збориме на некои теми, така што поздрав до него. Према Огнен имам голем респект и големо поштовање, така да му благодарам за препораката и благодарам што ме препорача кај тебе. Секојаш има добри идеи, дечкото не спие, нон-стоп нешто прави и баш ми е драго што на негова препорака сум кај тебе. Мене ми уше по мило и драго за тоа. Сега, ти тоа моментално што го представуваш и луѓето веројатно што те знаете, P2P платформата, ти си некако фронтмен на тоа движење за инвестирање. Ама сам да почнеме малце од пред тоа, да ми раскажеш како ти стигна до моментот на отварање. 4 години постои P2P, за тие што не знаат, може да се запознаат, натака ќе отвориме доста околу платформата, општо околу инвестирањето како тема денес, тоа ќе ни биде некако, ќе ни одземе барем 2/3 од муаветот. Како почна ти кариерно да се развиваш, како се најде тука, што правеше пред тоа, кој беше? Тоа е интересна приказна, ти кажам право, со оглед дека P2P.mk е момент каде што и е компанија каде што излезе со оглед дека имав одредено искуство во финансискиот дел, али тоа ќе го кажам од се потоа, али Тео како Тео, од секојаш сум бил во финансискиот свет и сум сакал да учам економија. Значи, уште од средно образование, мојата главна цел и мојата преокупација било да математиката, сум сакал да учам математика и така да мојот дел е и мојата желба била да се запишам на факултет, да учам економија и да бидам банкар. Така да моите студии ги завршувам во Грција како стипендист на Министерството за надворешни работи на Грција, успеав да се запишам на економскиот факултет во Грција. Иако ќе рече некој дека тешко е да се учи на некој странски јазик, сепак јас максимално го усовршив за да можам и да завршам таму. А како се најде таму? Па да ти кажам право, сакав нешто да види, Македонија како Македонија е супер, мислам го почитувам цело образование, али сепак имав желба да студирам надвор. И тоаш ми се пружи шанса, најдов еден оглас каде што имаше конкурс во амбасадата на Република Грција, каде што Министерството за надворешни работи на Грција ти дава стипендија да студираш во Грција. Така и тоа и го направив. Ја собрав соодветна документација и аплицирав за да студирам таму. Имав среќа, ме примија да учам меѓународна трговија во Грција. Таму студирав, нели првата година го учиш јазикот, потоа таму на грчки студираш? Да, дефинитивно на грчки. И мислам дека Грција и студирањето во странство на некој начин ме направи човек, ја буквално ќе го кажам народски, со оглед дека таму си сам, мора да се бориш, плюс си во странство и поготово си во Грција, нели? Кога ќе студираш во странство, секогаш си странец. Ама блиску си бил па до дома, ти као битолченец, тоа е плюс. Па да, тоа е еден плюс, ама ако ќе знаеш дека порано имало визи, па така не можеш да се движиш угору долу и дека мора да присуствуваш таму, али сепак Солун е прекрасен град каде што на вистина човек може да созре во секој сегмент и тоа и го направив. Таму завршив факултет. Имав среќа да почнам пракса во Националната банка на Грција. Тоа е далечната 2007 година и имав среќа да се вработам таму неколку месеци и тоа ми беше како еден начин одскочна даска да ме вработат во најголемата банка во тоа време кај нас, Стопанска банка де Скопје, каде што од 2008 година, јули месец, 4 јули памтам. Памтиш датуми? Да, памтам датуми, бидејќи се поврзани со новата компанија што имам. И на 4 јули, тоа ќе ти го кажеме, доста интересна приказна, на 4 јули 2008 година се вработувам во дирекцијата во Скопје. Таму поминав
учувајќи првата година во MBG фактички во Солун и 14 години во Стопанска банка де Скопје, значи јас цели 15 години работев во банкарскиот сектор. Тоа ти е како еден вид осочна даска и да се не да се докажуваш, односно да знаеш што сакаш во животот, и тоа и го направив, и бидејќи работиш во финансискиот свет, запознаваш многу луѓе, му ги учиш желбите и навиките на луѓето, и така излезе да отвориме компанијата P2P.mk. И ако ти кажам право дека таа компанија е отворена на 4 јули 2022 година. Значи После роден денот, 15 години, значи на 4 јули 2008 се вработив. После 14 години, стари. Да, али јас се рачунам и првата година кога бев и во Солун, али само ти кажам дека животот прави чуда, и на 4 јули 2022 година ја пуштам првата понуда, односно понудата за инвестиции на P2P.mk. Сега ќе дојдеме до тој момент, ми спомна влијание дека си се гледал во финансиски сектор, уште од претходно, тоа некако го скокна на брзина. Сега доста луѓе, доста млади луѓе што го гледаат тоа, имаат некоја потреба околу да најдат тема како да се пронедат и слично, нели, тој некој пат. Кое беше влијанието на тебе, онака толку решителен да бидеш дека се гледаш во финансии? Кој ти влијаеше на тоа? Што гледаше во тоа? Дали можеби некој од дома работеше, нешто од страна, нешто интересно таму? Како се пронајде ти во светот на финансии? Ако ти кажам дека моите родители се правници, али затоа мојот дедо претходно бил па трговец и бил... Ти на него си повлекол? На него си... Да, и плюс и тој учел средно во Солун, па ќе размислиш, тој бил и трговец, економски подкован, кој и на крајот со своето пензионирање дури бил и книговодител, бидејќи немаше што да прави. После пензијата бил и книговодител. Ели јас кога ќе тргнам од патот, кога уште од средна школа, секој има некоја цел. Значи, ние како помали на некој начин се занесуваме дека сакаме да бидеме уметници, пилоти или било што, али во финансискиот дел мислам дека според мене најлесно би можел да се снајдам. Така да од секојаш мојата желба ми била да работам со инвестиции и да бидам банкар. Банкар, зошто сум сакал да бидам, бидејќи банкарот според мене е човекот кој може да му помогне на секој еден поединец во општеството. Значи, без банка не можеш да функционираш. Преку банката мора и платата да ја земаш, нели? Ако работиш. Преку банката треба и да штедиш. Преку банката, еве и кредитот може да биде за инвестиција или било како. Али преку финансискиот дел, преку банкарскиот сектор, јас мислев дека и тоа и се уверив дека можеш полесно да си ги оствариш твоите цели. Бидејќи на некој начин банкарскиот сектор му помагаш на луѓето. Му наоѓаш решенија. Едноставно те имат како матичен банкар. Како што имат матичен доктор, има и матичен банкар. Јас така сум го гледал и во тоа сум успел, бидејќи сум имал шанса да функционирам и во дирекцијата на банката, каде што таму се гледа корпоративниот дел. Нешто што не се гледа е најважен во банкарскиот сектор, и потоа после наредните 7 години сум бил во филијала каде што веќе си меѓу народот и им помагаш од почеток до крај за секој сегмент, во секој сегмент на нивното функционирање со банката. И сега се вработи првично во банка, се разочара или беше позитивно изненаден како изгледа таа околина? Пресреќен бе, да ти кажам право. Прво не верував, ти знаеш како, кој ти рече некој, аве слушај, оди, се ти е средано, само со оглед дека поминуваш 2-3 интервјуи, кои ќе ти кажат Теодор, примен си, значи ти го слушаш, не дослушваш и ти е како во сон. Али веќе ќе стапнеш, кога ќе влезеш во банката и кога ќе видиш дека навистина тоа веќе ќе потпишуваш документите дека навистина функционира, тоа е веќе оттогаш почнуваш да учиш. Значи ти на факултет се запознаваш со некои работи, али веќе кога ќе се вработиш, веќе почнуваш да учиш, бидејќи ти се отварат еден куп можности и зависи од тебе како ќе функционираш. Или колку ќе научиш, бидејќи банка како банка и фирма како фирма ти нуди многу можности. Едноставно зависи од тебе колку ти ќе се снајдиш и ќе се трудиш тоа да додиш чекор напред и да се развиваш во тој сектор. И сега кој беше моментот кога свати дека не си ти за тој кариерен пат?
дека си за нешто условно кажано повеќе или за нешто свое. Како одеше тој мисловен процес? Ми интересира, веќе 15 години не е мала бројка да поминеш негде. Веројатно си имал добра позиција таму за толку време поминато. Знаев дека кога ќе бидам тука кај тебе дека ќе ги имаме тие теми каде што пак ќе ти кажам најискрено го кажувам, тие ми се најубавите години во мојот живот работејќи во банката. Али човек станува самоаналитичен, критичен, самокритичен и едно време Сака да оди напред, да. Знаеш како ги отвара очите, погледнува околу себе и сваќа дека да, јас максимално време поминувам на работа, али кој е мојот фидбек и кој е мојот, како да ти кажам, ефорт за она што времето го поминуваш, колку ти си постигнал во живот. И правиш една самоанализа и сваќаш дека да, фала на Бога, значи до овие 15 години сум го постигнал максимумот. Сум пробал све и свашта, сум ги поменал сите позиции во банката и едноставно потврдувам дека сам се признавам дека еве ќе направам чекор напред. Верувај ми, и кога сум пред тебе, овој ми е на тешкиот момент кој ќе зборувам за тоа колку ми беше тешко да се откажам од претходната работа. Во тој момент ми е најтешко. Во денешен момент сега кога ќе разговарам со тебе, верувај ми, мислам најдобра одлука. Да, најдобра одлука. Дури требаше и порано да ја направам ако ме прашаш, али тој момент ми беше најтежок бидејќи се беше како што треба, се функционираше безпрекорно, едноставно јас сакав да свртам на страница и да одам чекор напред. Ако ја спомна дека ретроспекција си правил на себе, не беше задоволен од тоа финансиски, дека можеш повеќе да си постигнал или од некои потенцијали своји лидерски и слично не си ги искористил во банката? Многу убаво прашање и сакам да го доловам тој момент. Значи, види, кога ќе си во таква институција, сакаш да одиш чекор напред во секој сегмент. Значи, ако си референт, одиш на раководител, ако си раководител, одиш на заменик директор. Ако си заменик директор, треба бидеш, нели, да аплицираш за директор на филијал. Имаше момент каде што сакав да го постигнам последниот стадиум во таа институција, се пробав, дадов максимум за да го постигнам тој момент, едноставно небитно. И кога знаеш дека тоа си го постигнал максимумот во таа институција и дека не можеш да одиш левел ап. Тоа е лимитот, да. Левел ап и си викаш да, веќе имаш одредена самодоверба, одредено портфолио на клиенти каде што ти дава мотивација дека можеш да направиш нешто плюс. И во овој случај јас тој го направив, али јас имав еден добар фидбек каде што јас веќе работата за следниот бизнес или за следната моја работа имав почнато многу порано. Фактички, ако јас сум отворил 2022 година, се до тоа сум го почнал во 2020. За секој случај да имам некоја резерва. Значи паралелно беше на почеток. Да, за да се испробам колку можам. Значи, тоа друго е да паметно. тестираш, друго е меѓународот, му кажеш твојата идеја, па да видиш како фидбек, како фидбек ќе добиеш, али сепак сакам да кажам дека пробав и не успеав да одам на највисоко ниво на тој сегмент во банката и едноставно се викам знам колку вредам. Можам повеќе. И време да. Сега кога спомна за фидбек, тој фидбек што го добивам, најчесто тоа е некоја најголем проблем што го имаат општо луѓето кога ќе направиш бизнис или кога ќе почнеш нешто. Јас знам еве и првата конференција која објавивме, тој прв фидбек што ќе го добиеш од луѓето, знае да биде језив и знае онака тешко да ти падне. Како беше првиот фидбек кога го спомна за P2P? Од каде или сакаш да почнеш од таму, од каде воопшто идејата за P2P, па до тоа првиот фидбек, како изгледаше првите коментари од луѓето? Знаеш, често луѓето знаат и да не бидат баш меки. Прво јас да те поздравам за бидејќи јас присуствував на твоите први зборевме. Да зборевме да те поздравам и сигурно поима немаш колку добро изгледаше се до тоа. Јас ти го кажам бидејќи јас сум сепак и сум реален и треба да биде човек реален кога навистина некој човек успева. Мојата идеја не е моја единствена. Значи јас имам соработник и тој ми е многу драг пријател и другар, можам да кажам, кои сме фамилиарно поврзани. Години уназад пробуваше да ме анимира и да работиме заедно. Значи, по повеќе наврати пробал.
али едноставно мене, како ти кажам, значи си во банкарскиот сектор и сега да се префалиш во нешто слично, Тешко оди. ништо не се направил. Значи јас сега сум бил во банка и сега додам во нешто слично и пак биди банкарски сектор, ништо не се направил. Едноставно дојавме до идеја некој 2020 година за P2P инвестирањето во Македонија, да го воведеме во Македонија, со оглед дека ние една работа за P2P инвестирањето. Значи тоа сегде постои во светот. Значи не е ново во светот па и за нас. Значи прво во 2005 година почнува со платформата Зопа во Велика Британија. Во 2007 продолжува со Lending Club во Соединените Американски држави. Исто тука во околината имаме Хрватска. Бугарија е страшно развиена дел со инвестирање во P2P платформи. И поради сето тоа, веќе од 2005 година P2P инвестирањето веќе има полнолетство, а кај нас допрва е донесено. И во 2020 година ние веќе почнаме да го имплементираме системски, да пробаме како тоа би функционирало и сметководствено нормално, за да направиш еден систем за да функционира безпрекорно. И сепак тоа е онлайн платформа, не е некоја филијала па ќе дојдат клиентите па тука ќе комуницира. А можеш и моделот да го објасниш на кратко општо на P2P за гледачи P2P што не знаат никој што не се фактички значи peer-to-peer lending, тоа е англиски термин, каде што повеќе субјекти инвестираат во една така наречена идеја или инвестираат одреден проект, каде што тука посредувањето е меѓу самата платформа, значи самата платформа посредува помеѓу два субјекти, каде што тука не учествуваат ниту банките, ниту лизинг компании, ниту осигурителни компании, едноставно самата платформа ги поврзува и корисникот, инвеститорите и корисниците на средства. Сега во Македонија кај нас ние најдовме начин и најдовме модел каде што ние едноставно ја направивме платформата во корист од една страна на инвеститорите, да можат да инвестират во било кое време и било кој износ преку платформата и 24/7 да инвестират и во корист на во овој случај финансиските организации. Финансиски организации кои имаат потреба од ликвидност се обраќаат на платформата и преку платформата обезбедуваат средства. Ке се надоврзам бидејќи почнавме со 2020 година, нели тоаш беше период на короната, идеален дел за усавршување на еден ваков модел, каде што во 2022 година ние ја комплетиравме целата документација и цел протокол и во 2022 година званично рековме нели 4 јули го ја отворивме компанијата 4 јули. Да, каде што ден денес функционира, па на Господ, безпрекорно. И сега кај фидбекот да те вратам, нели спомнавме фидбек како се добива, како изгледаше првиот фидбек од луѓе што им кажа колку беше ти сигурен во тоа време, бидејќи нормално е нешто кога се почнува и човек не може да биде убеден и да го има на пример ентузијазмот што го има после некоја година раст и напредок. Од каде поземуваше ти самодоверба во тие моменти? Самодовербата е една работа, али реалната состојба е сосема друго. Значи кога отвараш некоја компанија со оглед дека ист финансиски сектор и сега ти работиш во банка и функционираш безпрекорно и во еден момент отвараш компанија која има врска со финансите и можеш да ги искористиш истото портфолио на клиенти, тогаш почнува најголемото разочарување. Не кривање телефони и слично. Не можам да ти го објаснам, треба да го доживееш за да ми веруваш. Значи се случуваше момент каде што до 4 јули секој крева на телефон, а после 4 јули те прашуваат зошто ги бараш. Знаат језиви да бидат тие работи. Знаат језиви да бидат, викам, тие работи малце. Ама пак е дел од процесот. Битна е визијата и самодовербата. И многу е битно во ваков бизнис да не си сам. Оти ако си сам ништо не направи. Поддршката од семејството, поддршката од партнерите, поддршката од кој ќе најдеш истомисленици и кој ќе направиш тим, кој ќе работи со тебе и сите тие веруваат во идејата и веруваат дека ова ќе успее, само тоа победува во оваа ситуација. Да ме веруваш, значи нешто кој ќе Прво, P2P инвестирањето во Македонија било непознато. Второ, Абер немат како функционира и сега ти треба да направиш на некој начин едукација, да смислиш начин на едуцирање, да го ископаш патот, што се. Да, па после да размислиш, значи ти го тапкаш снегот, па после треба да размислуваш да им објасниш за приносите што би ги имале.
Значи основата е сосема друга со оглед дека си прв. И тогаш е патот предолг. Тоа што беше као најголем проблем на почетокот? Ме интересира. Спомнавме луѓето те прашувале зашто на пример ги бараш. Значи обично, нели, најчест проблем всушност е таа довербата, нели, да се стекне кај луѓето, особено за вакви работи кај нас луѓето имаат и некое негативно искуство од минатото, уште тие затварања, пропаѓања, тадови и слично, нели, малце сме такво поднебје кај што проаѓале некој вид на такви работи, па и во денешно време, тоа после ќе отвориме таа тема доста интересна. Доста платформи може да се помешаат со ова вашето, бидејќи човек за да се запознае вистински со овие што го правите, треба време, треба едукација, треба вие да инвестирате многу, он да инвестира многу во себе, значи цел круг да се заокружи. Од друга страна некои ставаат на апликации пари кај што искористуваат моќ, неискористената моќ на светските компјутери и слично, баш молерот кај мене тоа ми вика. И стајал 4 пати по 800 евра за неискористената моќ и слично, и тешко е. Имам разбирање, тоа нели не се луѓето криви, делумно не се криви, криво и поднебјето и тоа каде сме моментално како финансиска и едуцирана нација. Кој беше најголемиот проблем во почетокот? Довербата. Така? Али, пак ќе ти кажам, едно е довербата и нормално да нема доверба луѓето. Јас и ти сега се запознавам. Јас и ти да седиме тука, Да. довербата јас и ти треба да изградиме. Од едно гледање јас и ти никош нема доверба да изградиме. Значи ние јас и ти треба да почнеме да функционираме и да достигнеме до одреден степен да имаме било каква доверба. Довербата е пред се најбитна, али визијата моја и на мојата компанија и на мојот тим е пресудна. Значи ти ако имаш големата слика за тоа што сакаш да постигнеш, тука нема застанување. Значи тебе денот не ти трае 8 сати, не ти трае 24 сати. Значи ти секојдневно функционираш и мислам дека ако дозволува времето, ќе ти кажам на еден жив пример, и тоа мислам дека пример е за во книга, како ние во Македонија стигнавме до секој агол и до секој град да објасниме барем 5 до 10% од тамошните градови нашата идеја. Значи јас во 2023 година, почнувајќи од јануари, одев од град во град и седев месец дена. Значи јас седев месец дена, се резервирав станче и се мешав меѓу луѓето. Значи јас нив му правев презентација за P2P инвестирањето. Јас не му зборав за колку тие ќе заработат за приносите што би ги добиле. Значи јас тие 30 дена сум пил кафе, сум доручкувал, сум ручал, сум вечерал, па некој ме канеле на роден дени, на имен дени, сум се дружил со луѓето и ден сум пријател. Дел од тие луѓе воопшто немаат не инвестирано, ама ја пренесле по раката. Ја пренесла мојата идеја. Значи мене ми беше целта да ме изслушат и да бидам прецизен и да му објаснам како што треба и во секој град, кога ќе завршише тој месец дена, јас правев презентација. Бирав кој е најдобро место во Кочани, тоа е. Таму ќе направам презентација. Кој е најдобро во Кичево, тоа е. Таму ќе направам презентација, или по хотели правиме обично кај што има или по ресторани. Кој е во Тетово, тоа е. Кој е во Скопје, таму се прави презентација. Едноставно сум го презентирал P2P инвестирањето во Македонија и како функционира. Значи од почеток до крај. Што значи да инвестираш и пази максимално транспарентно. Сега тоа исто кога сме кај транспарентно, кога сме кај инвестирање, тешко е на луѓето тоа да им го доловиш. Ајде сакам вака на кратко да објасниш по кој модел функционира P2P, да објасним бидејќи често, знаеш, многу зезната тема и затоа денес многу размислав и како да обработиме, бидејќи како што спомнав, луѓето се доста затворени, делумно и со право. Мислам и последната ситуација што се случи и со Lioness и со затварање на такви работи. Нели се спаѓа под капа на инвестирање и не може да се избега од тоа. Мислам, сега јас конкретно не сум во тој бизнис, тоа е реално ваш, нели претпоставам секојдневен проблем да некој што слушнал искуство лошо од таму. Што ми беше сега прашањето? Ми избега мислата. Да, видиш, за накратко сакав за моделот, да, малку избегав на Види, поширок. P2P инвестирањето во Македонија, што направивме ние? Цел време го користам зборот ние, бидејќи стварно позади мене има супер млади дечки кои се препаметни, преамбициозни и ми помагат во конструирање на цел систем. Во P2P инвестирањето е многу битно луѓето да имат увид во се. Значи, кај нас кој ќе инвестира клиент, кај нас креира профил. Значи, тој не ми ги дава на тео парите, па ајде тео ќе ги врти, па ќе инвестира, па ќе му каже, слушај, ќе
ќе заработиш 5% заработка, Облаци. 7-10 во облаци, не. Си правиш профил, си се регистрираш најкултурно, си имаш мејл, сакаш преку мејл да се регистрираш, сакаш со телефонски број. После тоа, од кој ќе се регистрираш, мора да направиш верификација. Значи, ние имаме заштита на лични податоци, се верификуваш, одадош со сите податоци и ти имаш твој профил. Со тој твој профил имаш увид на цела платформа. Таа платформа Мене баш ми покажа, да. Да, ти покажа, значи имаш начин на инвестирање, заработки, што значи да ги вложиш парите на 3 месеци, на 5 месеци, на 7 Значи месеци. ти на кратко откупуваш кредит. На Да, најпростен или малце да го упростиме ше побарувања, да, кажано, побарување или кредит. кредити од финансиските друштва. Тие се редовни, значи не се фантомски, тоа не дај Боже, значи тоа не функционира така. Тие се редовни и редовно се враќаат. Ти инвестираш во нив и веќе наредниот месец ти добиваш рати од тие кредити. Главница и камата. Таа главница и камата сакаш си ја подигнуваш, поднесуваш барање за исплата, парите си ги добиваш истиот ден. Значи нема да поднесеш барање па да ги добиеш по 5 дена. Кај нас барање денес за денес. Ако ги пуштиш барањето до 2 часови и 20 минути, го добиваш денес. Ако е после 2:20, ги добиваш наредниот ден. Али сепак ние те контактираме и те информираме дека парите, ако ти требат, ги добиваш денес, ако не е утре. Тоа така функционира. Инвестираш во побарување. И имаш и опција, ако сакаш да не правиш откуп на побарување, едноставно да вложиш во портфолиото на финансиските друштва, едноставно да им дадеш на некој начин заем преку мене, преку посредникот p2p.mk и да ги користат твоите средства и да добиеш заработка, кај нас е дневна заработка во тој случај. Сега некој веројатно почетокот кој што спомна бил тежок, шетање по градови и слично. Само ше емоцијата навратам таму на тие тешки моменти, па после во посветлите. Кои моменти, кои разговори така ти оставија впечаток од тој период? Бидејќи се веројатно имало доста падови, имаше ли веројатно денови кога помислуваш дека тешко ќе продолжи ова? Или еве вака уште поконкретно те прашам, дали имаше ден кај што помисли дека Македонија уште не е спремна за ова што го нудите вие, што сте го замислиле? Искрено ќе ти кажам, Македонија е спремна за се. Значи македончето, верувај ми, него му треба само точна, сигурна информација и добро обработена за да ја прими. Мислам дека кај нас македонците се Јас верувам дека нашата нација е паметна нација и дека луѓето само треба и да им се објасни и дека ќе функционират безпрекорно. Кај нас најбитно и во се е најбитно довербата. Да, ти ќе го објасниш производот, али довербата не се гради од денес за утре. Значи, авторитетот ние што го градиме и после 4 години можам да ти кажам дека не де Боже ако нешто ако не си како да ти кажам ако не си во делот на работењето, ако не си како што треба, тоа може во еден ден се да заврши. Значи ние да сме ги убедуваме луѓето, ги носиме, ги одржаваме, се грижиме за нив, ама на крајот од денот ти има довера во нас. Значи тие не доведуваат на едно мало богатство и луѓето најбитно од се му е довербата, интегритетот на компанијата. Значи ако тоа го немаш, тоа го градиш 4 години, а можеш да го изгубиш за еден ден. И тоа е многу битен момент во работењето со инвестиции. Алтернативи има еден куп кај нас. Значи колку повеќе финансиски се образуваш, толку и повеќе ќе сватиш колку алтернативи за инвестирање имаш. Али најбитно од се, ние најтешко, бидејќи се вратам на моето кога било најтешко, е тоа на почетокот што едноставно прво правиш презентација и не го знаеш фидбекот. Ти си направи презентација, си бил во Кочани, си бил во Кичево, си бил во Тетово, се враќаш в канцеларија и не знаеш што фидбек, бидејќи таа личност што си му објаснал, нема кај да праша, кој да праша. Да. P2P прв пат е во Македонија. Како сегмент прв пат, кој да праша за да му рече слушај, да му даде препорака и да му речи дека еве ова функционира безпрекорно, слободно, можеш да инвестираш, нема никаков проблем. Значи ние со тоа се боревме. Значи нас не требаше време, а тоа се години за луѓето да го сватат и сегментот и да почнат да веруваат во тоа. Значи не беше лесно у никој случај. Ништо не е лесно. Тоа мислам за секој бизнис може да се земе таа исто као порака дека
тоа е всушност најголемата магија што се случува, дека кога ти ја правиш приказната, ја презентираш и после како ќе стигне од човек на човек, нели она како глув телефон на момент. И ти треба тоа е глув телефон што треба да го контролираш на некој начин, па и преку маркетинг, преку се, така што луда работа како и секој граѓање бизнис, па и особено држава, бидејќи како што спомнав малце писменоста па на таа тема, особено на финансија, доста подоле, така што ти треба прво да инвестираш у едукација, па тек твојот продукт во втор план да биде еден од избраните, во меѓувреме им правиш и простор на новите што ќе влезат, бидејќи ти си го утабал патот веќе и слично, така што не е едноставно. Сега кога спомнавме инвестирање, нели, и слично, што мислиш дека ги спречува луѓето да инвестираат, а се по-загреани се за темата, мислам напредок има веројатно на таа тема, општо веројатно и статистички. Може би знаете подобро како луѓето се однесуваат по таа тема. Што ги спречува се уште? Што мислиш ти вака, бидејќи си на терен, ми спомна секој ден, бидејќи си меѓу луѓе? Што ги спречува? Кој е некој разговор вака што може да ти текне дека уште ги кочи луѓето и сакаат да чуваат? Мислам банките имаат највеќе добро, банките, па и некои чуваат веројатно и онака old school под перница и слично. Јас после толку години како што функционираме ние со платформата, највеќе пак ќе кажам ги спречува неинформираност. Оти обично јас кога ќе одам кај клиент, макар и да било препорака или случајно некој го најдам некој клиент, секогаш кога ќе му објаснам за мојот сегмент и за мојот начин на инвестирање, табу тема. Не реагира никако. Не знае што му зборува. Значи тој во моментот појма нема што муавет му правиш. Значи ти му кажаш за инвестирање, со оглед дека јас себе имам одредени искуства во финансискиот свет, му правам споредби и му кажувам дека еве тука имаш инвестициски фонд, тука имаш банка, тука имаш акции, инвестираш, еве и од сето тоа алтернатива е p2p.com, односно P2P инвестирањето. Секогаш, ама баш секогаш кој ќе сум модел прв пат кај некој клиент, било недовербата. А за мене тоа е најголемиот предизвик, кој човек не ми верува, секогаш сум се борел со факти да му докажам дека и да му објаснам, тоа одпрва не можеш да го направиш, али секогаш кој ќе воспоставам контакт со некој клиент, секогаш го дозирам со информации, се додека да му легне. Оти на почеток никој не ја прифаќа идејата, ама сите те следат на Инстаграм и на Фејсбук. Значи од почеток ти вика не верувам во ова, ама после извесно време почнуваат лајковите на стори, на се што објавуваш и лека полека тие ти стануваат промотери, али за сето тоа треба време. И од почеток, од прва, никогаш не сум добитен или ми треба време да го убедам клиентот за да инвестира кај нас. А сега тој другиот проблем, околу недовербата ми е јасно, да речеме некој има, како што ми спомна, тотално не му јасно, реално е невозможно ни да работиш на моменти со човек што едноставно не му е јасно како поим како идеја, тоа би го рекол и полесен предизвик дури да се помине, едноставно нека ужива, нека си тера што му е глава. Предвидел тоа, да знаеш. Значи јас на мојата страница имам и инвестициски водич. Значи сите тие проблеми сум ги имплементирал и сум имплементирал решение на самата веб страна. Значи јас имам комплетен инвестициски водич како функционира P2P инвестирањето на мојата платформа. Така. И секогаш е ударно, значи кога ќе отвори страната, тоа е ударно за да клиентот да го прифати, да го отвори, тоа е бесплатно, значи тоа е бесплатен инвестициски водич за да добие некоја идеја, за да знае што да праша на некој начин. Се мене ми беа поинтересни други случаи, например, на луѓе што се веќе запознаени со инвестиција, видов нели јас правев конференција заедно со Владимир Ѓукановиќ од Србија, тука имаше огромен одзив, 400 луѓе се. Да, ама пак луѓе би рекле, знаеш, окей, делумно разбирам, ние не живееме се уште на толку добар стандард како Западот, па да остануваат по дефолт вишак пари што едно размислуваш каде да ги смислиш, туку инвестирањето треба да биде како некоја превенција за тој недостиг на пари, тоест да се на некој начин да кажам условно се стиснеш за да заштедиш, нели, па да ги инвестираш нели уште подобро. Како на тие луѓе на пример што би ти рекол да, ќе тргам, па не ми се трга, па што знам, па гледам прво да заштедам онака, па после ќе ги стам, како настапуваш еве со такви луѓе? Бидејќи такви се повеќето веќе. Гледам, значи луѓето знаат што е инвестициски, знаат што е S&P 500 фонд, знаат сега во текстот со се. Ама пак не се одлучуваат да инвестираат. Ме интересира на тоа како работите. Да, во право си. Затоа со оглед дека сум ги отворил сите така наречени конкуренти и како функционира инвестирањето кај нас, едноставно кај мене решив
тоа да го направам без провизија. Ти знаеш кој ќе му кажеш на клиентот да можеш да инвестираш, ама нема влезни излезни провизии. Значи можеш да го направиш пробно и само со 3000 денари. Поради тоа И да си извадиш 3000. Ако сакаш така. Значи, поради тоа јас направив на некој начин да биде попристапно за инвеститорите да пробаат и тоа го направив да биде со 3000 денари да може да ги вложи на краток рок од 3 месеци. Значи, тоа е дел од мојата тактика на убедување за да пробаат и да инвестират кај мене во платформата. Сега ме интересира овој чекор, претпоставам дека го следите трендот на AI, на развивање на технологија. Се не знам ти колку конкретно си во тоа, ти си вака човек меѓу народот, поише, конекции со луѓе преш. Колку мислиш дека оваа технологија сега ќе влие на инвестирањето и ајде да отвориме пошироко уште темата, како ќе изгледа инвестирањето за некое време од сега? Дали мислиш дека ќе допринесе оваа технологија за тоа, ќе одмогне? Како гледаш вака на овие светски збиднувања? Со оглед дека се запознав во една прилика и разговаравме на тоа како сме го развивале P2P, сигурно знаеш дека и тоа ми е мене спремно за имплементација, али пак ќе ти кажам дека имплементирањето на вештачката интелигенција кај мене на платформата е сосема информативна и нема врска со човечкиот фактор. Треба да има вештачка интелигенција да ти го олесни начинот на инвестирање и начинот на собирање на информации. Али на крајот одлуката за инвестирање, одлуката на начинот на инвестирање и рокот и на кој рок би ги инвестирале парите, јас мислам дека сепак е човечкиот фактор. Неминовно е, али јас би рекол 50-50 процентуално треба да се имплементира вештачката интелигенција. Дури и јас имам имплементирано, мене ми е спремна. Знаеш како ќе пред да излези не можам да кажам ништо, али сепак јас планирам и ќе ја воведам во платформата, би ги мора да имаш. Луѓето очекуваат да имаш дел вештачка интелигенција каде што ќе им помага во процесите, али не во одлуките. Значи всушност вака во транспарентност. Тоа што го сватив, ти сметаш дека личности како ти на пример што си фронтмен на финансиско друштво на конкретно на P2P, дека ќе биде нешто што ќе прави разлика од ова со AI. Мене ми беше повеќе прашањето бидејќи овие са платформи Anthropic, OpenAI, они се буквално ќе бидат најдобри у се и работиве што ги прави, еве сега да не биде и ова ние што го правиме ќе го прави подобро од нас, па и тоа што го прави P2P ќе технички и на секој начин тие работи што ги зборивме да се види луѓето и се, ќе бидат подобри од нас, така реално. Мислам, не знам дали ви се согласил, но тоа е некоја реалност што ќе биде за помалку од година ќе бидат подобри најверојатно од сите нас, така што кој ќе биде тој наш edge, у секој епизода го споминјаме тоа, нели англицизам edge. Не види, значи пред технологијата. Види, ти си сосема во право. Може сакаш и да нормално сите сакаме да ни се олесни животот во секој сегмент, али човечкиот фактор ти не можеш да го замениш. Што треба да сватиме еднаш и за секојаш дека човечкиот фактор да AI треба да постои, али во носењето на одлуки треба да биде човечкиот фактор. Затоа ти викам 50-50. 50-50 и така мене ми одговара. Оти јас уште не сум стигнат до фаза кај што луѓето со еден клик ќе уживаат, ќе инвестираат, нема се замарат со ништо. И кај нас се уште инвестирањето не е навика. Кога ти стане навика, кога ти стане дел од твојот секојдневен живот, па нормално дека ај ќе воведиш за ти го олесни инвестирањето. Ама сега бидејќи луѓето нема доверба, нема навика за инвестирање, па уште и да му воведиш, ќе се изгубат. Ќе не знаат што треба да направат. Зборам од тој сегментот, јас знам кај се наоѓам. Јас знам светот кај. Ама ние тука, знаеш како, ние пливаме во езеро, не е море. Да. И ние фактички со нашето дејство им олеснуваме на нашите клиенти и на нашата околина. Тие од нас барат на некој начин да им излеземе во пресвет и нас не веруваат. Тие се поврзани со човечкиот фактор. Тука довербата кај нас, после тоа што го кажете и после одредени проблеми, што имаат пробаѓање на банки, на одредени платформи или било како. Значи тие барат доверба во човекот. И тоа го сакат. Бидејќи се уште немат навика да инвестират. Тоа е моето мислење и останувам на тоа. Останува дали ќе негира, ќе видиме. Да. Како размислувате сега за растот на платформата, на фирмата, на тоа што го правите? Те плаши ли брзиот раст, например, кој го имате? Што замислувате, што проектирате за уиднина? На кој мајндсет сте сега? Најголемиот страф на една компанија е кога не се развива.
Тоа знаеш како ќе стагнира и не се развива, али за да се развива на компанија, мотивацијата во секоја цена се клиентите, ама од друга страна и да имаш одличен тим. Јас имав среќа, ево сега ќе ти кажам еден многу едноставен пример, ти може и ти кажав, а и сега ќе кажам јас не користам аутсорсинг. Значи мене P2P платформата е македонски производ. Значи е направена во Македонија од македонски експерти. Да. Ние имаме IT компанија која е создадена од препаметни, преинтелигентни дечки и кои секојдневно инвестират во платформата со нови идеи и нон-стоп ја му прават апгрейд. Што значи во овој случај кај нас е се наше. И тука во In-house. Да, in-house. И така да јас немам никаков проблем за било каква имплементација и развој и не се плашам од сакав да кажам еден интересен податок бидејќи нашите вработени од IT секторот упркосат и на физиката и на математиката. Цело време нешто измислуваат и сакат да бидат чекор напред. Еве сега јас веќе направив мобилна апликација која што ми е поднесена за одобрување. Совршена е според мене. И е user-friendly, едноставна за користење, само со еден клик, дури функционира на тач да не мора да бараш копчина и е безпрекорна, али тој е производ на моите колеги, кај што му се восхитувам како функционираат. Се додека се такви, дури имат мотивација, бидејќи ти зависиш од нив. Ти си продавач, али производот го креираат IT секторот. Значи фокус е тимот, не растот. Дефинитивно, ти без тимот што ќе преш. Да, и дури и растот не можеш да го следиш. Ако ти немаш тим позади себе... Па добро, можеш да форсираш раста, да занемариш тие работи, култура во фирма и слично. Тоа е најчест проблем. Ние имаме 5-годишен не? план, кај што го надминавме. Јас 4 години функционирам, а веќе почнуваме втор 5-годишен план. И пак ќе ти кажам, клиентелите да, дури и го успоруваш растот на базата на клиенти, на сметка да не си го изгубиш интегритетот, да не изгубиш довербата кај клиентите. Значи ние се пазиме. И така и ќе остане до крај. Така, тоа е битно кога се прави поготово локално бизнис кај нас, нели, кога бидејќи пазарот е тука ограничен, тука секоја грешка чини повеќе него грешка у Америка или во Јужна Америка. Еднаш да накриеш на телефон, еднаш да накриеш и веќе биќе по мал пазарот, треба секоја прилика да се искористи и да се негува секој однос. Веќе сме скоро 50 на минути, се само да те прашам, да 40. Баш ми е мило. Како вика. Баш ми е мило. Само да те прашам како фонд, гледам дека носи часовник, само да те прашам како однос имаш спрема часовници, спрема тој дел на аксесуари. Па да ти кажам право, обожавам часовници и мене часовникот ми е знак и одма можам да ти кажам колку ми е стар еден часовник, бидејќи секогаш се частам за роден ден. Значи секогаш во септември, не секоја година, значи не 4 јули. Да, значи јас сум во септември роден. И не можам секоја година да купувам часовник. Јас, да ти кажам право, имав среќа да еден мој сограѓанин да ги увезува сите часовници во Македонија, поубавите, и купувам од кај него и гледам дека и тебе ти е спонзор, значи јас уживам, имам привилегии таму и секогаш ги добивам, кога ќе излези некој часовник, го добивам и сум како што сум растал, значи сум почел со Swatch, сега сум на Tissot, следува и Longines. Имаш многу убав Tissot, да. Да, благодарам, значи имам неколку, али пак се поврзани со мојот роден ден. На 2-3 години се частам еден часовник и сакам да биде уникатен и без часовник не излегувам од дом. И уживам во да носам часовник. А го гледаш како накид повеќе или и самиот часовник, механизмот те интересира тие работи? Или повеќе како накид? Абе види, тој е дел, тој ти како заштитен знак. Значи убаво е да речат, абе слушај, Тео носи ваков часовник. Да, тој е од Божиновски, ама го видов Тео го носи часовникот, бидејќи јас сум сегде. Еве се и кај тебе, часовникот е тука се гледа и е мислам идеална реклама за Баш примети дека јас имам Longines, исто Hydro Conquest. Тој ми е следна аквизиција. Кога сме веќе тоа кај спомнавме Божиновски, бидејќи носиш Tissot саат, ќе добиеш и Tissot капа и една марама што мислам дека ќе стои на твојот стил. Ова од моите спонзори. Они се грижат за мене и за ова што го правам и
Супер, баш помагаат во оваа моја иницијатива Баш, да малце да збориме за наједукативни теми и да си раскажеме секој своја приказна. Уживав во разговорот Тео, се надевам дека ти беше пријатно и тебе. Ако имаш нешто вака завршни зборови. Завршно, да. Сакав да кажеме на работа кој секојаш ми е и сакам да ја знае секој од нас, бидејќи мојата компанија, иако е пионир, иако е нова и е прва единствена во Македонија, сакав да кажам дека со оглед дека читав една статија дека овој период депозитите во Македонија пораснале за и се некако околу 11 милиарди евра, али сакав да кажам и да потенцирам бидејќи ние во инвестициониот сектор не сме конкуренција и никош нема да бидеме, бидејќи јас секоја година растам и за мене се репер На банките говориш конкуренција? да, на никој, ни на инвестиционите депозитите. фондови. Да, верувај ми дека ние меѓу нас, дали банките, инвестиционите фондови, ние помеѓу нас не треба да се гледаме конкуренција, едноставно нашата единствена цел да биде финансиската едукација на народот. Секој на свој начин. Јас едуцирам на еден начин, фондовите на друг, банките на трет, значи едноставно ние не треба да се сметаме за конкуренција, едноставно да мислиме на кој начин, што побрзо овој народ да се образува и да се информира. Така ќе имаме сите работа. На толку капитал, на толку паричен фонд, за секој има место. Од тој колач има за сите. Да, дефинитивно. Ама баш за секој. Да. За секој. И утре нов да почнеме инвестицион фонд, и за него има висок старт. Значи тој ќе функционира безпрекорно бидејќи ние сме оставиле некој трак, сме го едуцирале народот. Тоа ми е најголемата желба и од секојаш од дан први тоа го правам. За секој ќе има, верувај ми, за секој од нас во инвестициониот свет ќе има парче од тортата. Да, место под звездите. Да. Последно, фала за гостувањето. Ова фала сега ќе биде спрема вас, што не гледате 50 минути со Тео во оваа епизода на Next Gen Podcast. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.